Првообвинетиот Димче Христов со надимак Жаба доби условна казна од 1 година и 6 месеци, ако за 5 години не стори друго кривично дело. На останатите осумнина, меѓу кои и Ангеле Зафировски, познат како Батегеле, судот им изрече условна казна од 6 месеци. Пресудата следеше на признанието на вина на сите обвинети за делото учество во толпа што ќе спречи службено лице во вршење на должноста. Судиката Милка Ангеловска-Васевска пресудата ја образложи со делото што го сториле. Прво ја туркале железната ограда пред собранието, па заедно со толпата ги буткале полицајците, влегле низ една од главните врати на собранието и се упатиле кон прес-центарот, каде со тупаници и клоци повредиле двајца од обезбедувањето на пратеникот Оливер Спасовски. Бев занесен од толпата, длабоко се каам, се најдов на погрешно место во погрешно време. Бев бранител, па кога слушнав странска химна во собранието ме понесе патриотско чувство. Рекоа во завршниот збор осудените, а речи си сите ветија дека нема да им се повтори таквото однесување. Скоро сите тие беа примерни граѓани, неосудувани и сето тоа беше олеснителна околност исто така. Винетите сите беа свесни дека со самото присуство го извршува кривично дело, ова има широк диапазон на опфат, така да секој присутен можеше да устори делот. Тие беа завадени од толпата, не сака никој да го оштети или повредат, има довлез да го признат кривично дело, што е за поздравување. Обвинителството има и материјални и вербални докази. Вкупно 21 оштетен, најголем дел од нив полицајци, кои пак се откажаа од кривичен прогон и оштета. За побарување во граѓанска постапка се изјаснија двајца обезбедувачи на поранешниот министер за внатрешни. Прекинат е притворот на двајца од осудените. На излегување од судската зграда беа поздравени од припадници на групата Тврдокорни, кои се собраа за време на судењето да им дадат поддршка. За Македонија! Ова е прва осудена група за насилствата од 27 април. Во истрага има повеќе од 30 лица, двајца со кривична пријава убиство во обид за нападот врз пратеникот Села.